Добро утро, Јована, до тебе, до екипата која што ја реализира денешната емисија и секако до нашите гледачи. Како што спомена и ти, денешниот ден ни е голема радост, резервиране за нашето најдобро националниот ансамбл за народни игри и песни танец, кој што ја заокружува успешната концертна сезона овде во Националната опера и балет со голем новогодишен концерт, за репертоарот на концертот, како и за изложбата која што е зад мене, а на која што практично се представени идејните решенија на студентите од Архитектонскиот факултет за како треба да изгледа новиот дом на танец. Разговараме со уметничката раководителка на танец Бранка Костич-Марковиќ и професор доктор Александар Радевски од Архитектонскиот факултет. Добро утро, Бранка, ќе започнеме со вас како дама, ќе ви дадеме предност. Богат репертоар, како впрочем и секогаш за новогодишниот концерт, така и оваа вечер. Добро утро за вашите гледачи, ви благодарам што секогаш сте со танец, кога и да треба, обично за најубавите работи, а танец се што прави е спектакл, така што јас немам ништо посебно да најавам. Ова е новогодишен концерт, гала концерт и се очекува тоа да бидат атрактивни фрагменти од познати кореографии, но невидени оваа година. Нема да откривам целата програма од проста причина што имаме многу адути оваа година како новитети. Во нашиот концерт гостуваат учениците од Музичко-балетскиот училиште на првата летна академија танец. Тие ќе имаат своја точка во средина на концертот. Секако тука се спомена фрагменти од познати кореографии на танец, од богатиот репертоар кој што брои над 90 кореографии. Ќе настапи оркестарот, хорот, ќе имаме и сплет специјален во посвета на Тале Огненовски. Оваа година се навршуваат 100 години од раѓањето на овој голем уметник кој што оставил свој печат во танец. Концертот ни се распродаде за 2 дена. Да, ние сме хендикепирани, немаме концертна сала, така што зависиме од термини во другите институции, никогаш не можеме да правиме репризи или да кажем и трет концерт, а верувам дека оваа година ќе се распродадеше и третиот концерт. Кога го споменавте домот и она за што практично ние често зборуваме во Македонија наутро, но никогаш немаме конкретен одговор. Студентите решија да земат работата во своји раце и да направат идејни решенија за тоа како би требало да изгледа домот на танец. Професор Радевски, тука сакам да ве вклучам и вас во разговорот. Многу беа креативни студентите од Архитектонскиот факултет кои што практично со завршната изложба ги даваат решенија како би можел да изгледа новиот дом на танец. Секако тоа се нивните визии за новиот, би рекол, дом, не објект на танец, кој што го именувавме како објект во кој што ќе имам истражување, едукација, па дури и производство на она што значи материјално наследство, онда се пренесе традицијата на новите генерации. Она што тука го гледаме се само фрагменти од тоа што го работеа студентите, значи тоа се 17 проекти во кои што они дават визии за новиот дом на танец. И секако тука има и други дидактички вежби кои што спомна и Бранка, тоа се Натале Огненовски, неговите песни, како студентите ги гледат, како би ги нацртале неговите песни, што значи, мислам дека како дидактичка вежба доста допринесе за идеите како да се развие новиот дом на танец. Кога зборувавме пред почетокот на линкот официјално за изложбата, забележавме дека студентите не штеделе ни на креативност, ни на време за да го дадат најдоброто од себе за новиот дом. Да, секако тука се многу послободни како студенти кога работат, но програмата која што ја работат е реална програма која што ја добивме од танец за потребите на танец. Така да се оно што би требало да го има танец во својот дом е се интегрирано во нивните проекти. Што значи, Бранка, идејата ја имаме. Јас се надевам дека веќе во следното гостување во Македонија наутро ќе имаме и локацијата и ќе имаме нови информации на оваа тема. Па сега се сеќавам колку пати сум ви гостувала на последните 2-3 години и постојано тоа го споменуваме, на танец му треба дом. Тоа го препозна и владата и има одлука на влада пред 2 години дека танец треба да добие своја концертна сала. Се уште ништо не е реализирано, но јас како што зборувам кај вас, така зборувам и секаде каде што ќе се најдам. И во една случајна средба со професор Радевски си ја кажав маката, односно желбата за танец, и тој тоа многу сериозно го сфатил, го пренел на факултетот, усвоена е оваа тема на наставнички совет и студентите им беше навистина интересно да работат, да создадат дом, мислат еден дом кој што нема да биде само дом за танец, туку ќе им служи на сите културно-уметнички друштва, на сите што се занимаваат со фолклор во нашата држава, кои што ја црпат инспирацијата и знаењето на танец.
буквално една фабрика за производство на нематеријално и материјално културно наследство. Бранка, завршуваме една исклучително тешка година, како мислевме дека ковидот е доволен, меѓутоа само што никако започна да завршува приказната, не најде економска и енергетска криза, дополнителен притисок и за уметноста. Се одрази ли на работата на Танец? Ние не дозволивме да се одрази, иако е многу тешко. Танец работеше еден период и редуцирано, требаше да се штеди на грејење. После ковид кризата ансамблот се рехабилитираше, многу е тешко после таква пауза, но она што ќе го види за вечерва на концертот ќе говори и она што го видовме цела сезона со гостување во Соединетите Американски држави, Канада, Хрватска, Словенија, Србија, со новиот проект со Владко Стефановски, кој што на вистина имаше толку овации секаде каде што ќе се свиреше. Ќе видите дека, да не кажеме дека имало криза, воопшто не се гледа на програмата на Танец. Експертите велат не очекува потешка година од оваа, што значи тоа ќе видиме, но се куваат ли планови за Танец за 2023? Да, секако ние нашата нацрт годишна програма во Министерството за култура ја доставивме уште во јуни. Месец имаме многу планови, така направивме и минатата година, но некои концерти ни беа скратени, како на пример есенски музички свечености со цел концерт за Тале Огненовски, но не дозволивме, еве вечерва го одбележуваме и овој голем јубилеј. Знаете како беше концертот на Сариевски, мене ми е многу жал што и за Тале вечерен концерт, но можам да најавам дека ќе има за Васка Илиева. Исто така следната година се 100 години од нејзиното раѓање. Тоа се доајени кои што го оставиле својот билек во Танец, но и Танец ги формирал како уметници. Кој ја следи културата, знае колку се тие упатени едни на други. Ситно броиме до концертот, тука секогаш има присутна она позитивна, креативна трема која што поттикнува и мотивира. Јас се надевам дека вечерва, како впрочем и сите години наназад, ќе имаме стоечки овации. Така, не само од концертот, туку ние во 19 прва изложба, но тоа е одлична можност и на студентите од архитектонскиот факултет да им се заблагодариме со благодарници, ќе има свечено доделување на учениците од Државниот музичко-балетски училишен центар, исто така на семејството на Тале Огненовски и на некои други луѓе, како на пример си остваривме таа цел да направиме партнерство со бизнис заедницата, па од овој концерт за социјално ранливите категории откупија карти Ротари клубот Скопје Вест, и тоа е за пофалба, бидејќи тоа тој бизнес сектор и јавниот сектор многу тешко соработуваат, но ние еве идејата колку е Танец важен успеавме да пласираме на многу пунктови и оваа година многу хуманитарни акции остваривме, што исто така ме радува. Ќе имаме причини за средби во 2023 сигурна сум. И видиме студентите во публиката вечерва? Да. Сите студенти се поканети да бидат дел од завршниот концерт на Танец. Како што спомена и Бранка, ти ќе добијат благодарници за оно што го вложија, бидејќи навистина беа ентузијасти и со голема волја ги работеа сите овие проекти, така да ќе бидат присутни вечер. Јас ќе ви се заблагодарам за разговорот волку рано што ве станавме, бидејќи знам дека имате полни раце работа во текот на целиот ден. Ќе посакам успешен концерт, успешна работа професори и на вас и на студентите 2023 и секако за убави поводи се гледаме во Македонија наутро. И овој концерт ќе го видат гледачите на националната телевизија. Да, секако. Како впрочем и секогаш продолжува соработката. 73 години и веќе знаеме дека Танец го собира успешно и презентира македонскиот музичко-сценски фолклор и не само што се сака, туку и споминавме секогаш се дочекува со стоечки овации, кои што сум сигурна дека и вечерва ќе ги има во македонската опера и балет. Колеги?